Пред се, добро вечер на сите. Почитуван министер Диме Спасов, почитувана господја Марија Ралева, почитувана Тања Ристова Димова, почитувана Даниела Димитровска, почитувана пратеничка Лилјана Поповска. Драги присутни, прво пред се ме радува што сме денес собрани во толка голем број, бидејќи оваа тема е нешто што го засега не само нашето општество, туку и многу европски земји. Од тука се јавуваше и нужната потреба да се организираат оваков тип на трибини и да се превземат некои активности. Унијата на жени на ВМРО на ДПМНЕ на овој начин ќе ги промовира законските мерки кои ќе се превземаат за заштита од семеното насилство во Република Македонија. На овој начин ќе ја подигнеме јавната свест во општеството за појавата на овој проблем кој во изминатиот период е констатирано дека зема се поголем замах. Со носењето на новиот закон за спречување, превенција и заштита од семено насилство ќе помогнеме да се заборави тврдењето на некои поединци во минатото дека семеното насилство е приватна работа, каде институциите не треба да интервенираат, иако и денес можеме да кажеме дека многу од жртвите за жал се уште се уплашени и истравматизирани да побараат се уште професионална помош. Некои пак од нив воопшто и не се свесни дека се жртви на некаков вид на семено насилство. На овој начин, директно, ние како Унија на жени ќе се обидеме да ја подигнеме јавната свест кај многу од нив, дека помош постои, им стои помошта на располагање на сите жртви на семено насилство. Семеното насилство е неприфатливо под било кои од околности и ниедна вера, традиција и обичај не може да ги оправда. Жртвите не можат, ниту пак смеат да чекаат. Пред се, ние како жени треба да делуваме на менталната свест на жртвите дека семеното насилство не може да се игнорира, дека треба пред се навремено да се препознае и да се сватат последиците. Значи, најважно е да се престане со молчењето. Иако владата на Република Македонија во континуитет покажува голема грижа за жртвите на семеното насилство, тоа го докажа тоа што го предложи овој нов закон за спречување, превенција и заштита од семено насилство, кој што во изминатиот период беше донесен од Собранието на Република Македонија. Со носењето на овој закон ќе им се прати јасна порака на жртвите дека нема да бидат препуштени сами на себе со својата лоша судбина, но им се праќа јасна порака на насилниците, односно сторителите на семеното насилство, дека во овој закон има утврдени мерки и санкции за истите.